Добро вечер. Дневник во 20 часот на Канал Плюс телевизија. Еве кој настане го одбележаа последниот работен ден од оваа недела. Премиерот Груевски депонираше оставка кај председателот на Собранието. Хан имаше средба со партиските лидери. ВМРО го предложи генералниот секретар Емил Димитриев за премиер на техничката влада. Наскоро пациентите со малигни заболувања терапијата ќе ја добиваат во најблиската болница. Клиничката болница во Штип овие третмани ќе ги практикува од март. Македонија се подготвува за снежна бура овој викенд. Државните институции ќе действуваат во координација со општините. Како истокот се подготвува за невремето? Овој дневник го започнуваме со преглед на главните политички случувања во државата. Македонскиот премиер Никола Груевски вчера со обраќање кон јавноста го образложи чинот на поднесување на оставката од премиерската функција, која претпладнево беше депонирана кај председателот на Собранието на Македонија Трајко Велјановски. Кандидат за премиер на Македонија со кој ќе настапи ВМРО ДПМН на предвремените парламентарни избори ќе биде токму Никола Груевски, а за кандидат за премиер на владата која ќе биде задолжена да ги спроведе овие избори, партијата целосна подршка му даде на генералниот секретар Емил Димитриев. Во резиденцијата на Европската унија во Пржино во текот на денот се одржуваа одвоените средби на еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан со лидерската четворка. Пред почетокот на средбите еврокомесарот изјави дека е оптимист и како што рече очекува добар ден. Пред неговото доаѓање во Скопје беше дециден дека роковите од договорот од 2 јуни и 15 јули треба целосно да се испочитуваат од подписниците. На оваа средба е поставена целта за формирање финален договор во врска со неколку отворени прашања поврзани со договорот од Пржино, како што се медиумите и прочистувањето на избирачкиот список. Продолжуваме со останатите вести со она што метеоролозите го предвидуваат за викендов. Викендов Македонија ќе биде зафатена со студен и снежен бран, со очекувана снежна покривка до половина метар. Надлежните институции се подготвени за снежното невреме, како на државно, така и на локално ниво. Општините од Источна Македонија организирани ќе го дочекаат најавеното невреме кое треба да се случи во текот на наредните 2 дена, за време на викендот, а кое веќе од денес со наглиот пат на температурите ги оправдува предвидувањата. Најавените обилни врнежи од снег и силните ветрови ќе бидат пречекани со целосно екипирање на сите ресурси со кои располагаат општините. Од општина Пехчево дознаваме дека согласно програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за сезоната 2015-2016, чистењето на коловозните површини на локалните улици и патишта ќе го врши јавното комунално предпријатие Комуналец. Исто така, општина Пехчево ја потенцира обврската на институциите на локално ниво, предпријатијата, граѓаните сопственици или корисници на делови од згради, продавници, ресторанти, кафе, барови и слично, како и граѓаните сопственици на индивидуални стамбени објекти за расчистување на снегот и мразот од тротоарските површини и приодни места до своите објекти. Своите капацитети и ресурси материјално-технички и човечки во целост ќе ги стави и општина Делчево, со цел да се расчистуваат патните правци како во градот, така и во руралните средини. И од општинското раководство на Делчево со апел до граѓаните за разумност да ги чистат снежните наноси пред сопствените домови. Изберен е економски оператор, СД Транс, кој ќе се грижи за навремено чистење на улиците во градот по приоритети, додека јавното комунално предпријатие Брегалница е за јавните површини, односно за тротоарите. Во тој контекст исто така информирани сме од подружницата на Македонија Пат дека се спремни со механизација и со сол, ризла, соодветни средства за одржување на патот до граничниот премин, патот до планината Голак и патот до село Разловци кој што е во нивна надлежност. Сите се сеќаваме што се случуваше во Штип за време на последните обилни врнежи на дожд. За тоа да не се повтори, за граѓаните на оваа општина да не почувствуваат штети, подготвени се сите јавни предпријатија, а дополнително ќе се соработува и со предприемачи кои поседуваат соодветна механизација.
Општина Штип е подготвена, значи целата механизација на локалните јавни предпријатија е ставена во функција на јавното предпријатие Стипеон, на ИСАР, а согласно законските обврски можно да се воспостави и договор со некој приватен предузимач, односно со предприемач кој што има машинерија и истата да биде ангажирана за соодветна сума на пари. Подготвеноста на општините се случи по организираниот состанок на градоначалниците во владата, посветен токму на најавите за снежно невреме и нови временски неприлики, кога беа прецизирани точни инструкции и насоки како да се реагира. Владата до Собранието достави предлог закон за формирање Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир, кој треба да го носи името Дамјан Груев. Универзитетот предвидено е да има 8 конструктивни единици: Воена академија, Закопнена војска, Воздухопловна академија, Факултет за безбедност, Медицински факултет, Факултет за мировни студии и кризен менеджмент, Правен факултет, Институт за командни и штабни функции и лидерство, Институт за информатички технологии и сајбер безбедност. Проектот за формирање на универзитетот е веќе одобрен од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование. Намерата е универзитетот да биде од меѓународен карактер. Наскоро пациентите со малигни заболувања медицинската терапија ќе примаат во нивното место на живење, односно во најблиската болница во регионот. Дисперзираното давање терапија на онколошките пациенти прво ќе почне во болницата во Кичево и Тетово, а за пациентите на истокот оваа новина ќе почне од март. Болните од малигни заболувања ќе добиваат терапија поблиску до местото на живење. На овој начин пациентите се растеретуваат од дополнителни трошоци, а ќе се овозможи и растеретување на клиниката за онкологија во Скопје од зголемена фреквенција на овие заболени лица. Со овој проект на Министерството за здравство ќе се овозможи околу 1000 пациенти од земјава да нема потреба да доаѓаат во Скопје. Постапката во останатите болници ќе ја контролираат лекари од клиниката за онкологија. 120 од овие 1000 пациенти треба да дојдат во Скопје, односно да примат оваа терапија најмалку 18 пати во текот на годината. Ова значи дека над 7000 посети помалку ќе има на клиниката за онкологија по комплетното воведување на целата оваа политика. Во втората фаза, овој проект ќе се доусоврши и ќе се овозможи дисперзирање на хемотерапијата, односно најдневните хемотерапивски режими. Идејата е тие да бидат подготвени во клиниката за онкологија со претходно онлайн потврда во рамките на софтверот за адекватни резултати од биохемиските анализи на пациентите. На овој начин месечно би се добивале над 200, можеби и 500 хемотерапии, додека подолгите хемотераписки протоколи и понатаму ќе се аплицира на клиниката, истакна Тодоров. Односно, на еднодневните хемотераписки режими, идејата е тие да бидат подготвени на клиниката за онкологија со претходна онлайн потврда во рамки на софтверот за адекватни резултати од биохемиските анализи на пациентите. Додека подолгите хемотераписки протоколи понатаму ќе останат на клиниката од медицински причини. До 2013 година сите пациенти мораа еднаш месечно да додат на контрола на клиника. Од 2013 година за дел од пациентите овозможено е да доаѓаат со упат на 3 месеци. Концептот на дисперзирање терапија е превземен од Велика Британија, каде е добро развиен и успешно се применува. Од крајот на февруари овој вид на терапија ќе им биде овозможено на пациентите од источниот регион да ја примаат во клиничката болница Штип. Интерес за купување плацеви за изградба на викендици на Пониква има од граѓани од повеќе општини во државата. До 20 јануари општина Кочани ќе врши продажба на градежно земјиште за изградба на 14 објекти за индивидуално домување со почетна цена од 1 евро за метар квадратен и 3 парцели за изградба на индустријски објекти. Секретарот на општина Кочани Петар Апостолов одржа пресконференција на која ги информираше граѓаните за последната објава за оттуѓување на градежно неизградено земјиште. И во оваа објава најинтересни и најатрактивни се понудите за купување плацеви за изградба на викенд кукички на Пониква, за кои заинтересирани граѓани од повеќе општини од државата веќе пројавиле интерес, како и парцели за индивидуално домување. Продажбата на градежното земјиште ќе трае до 20 јануари, а почетната цена е 61 денар за метар квадратен. Во оваа објава имаме 14 градежни парцели за индивидуално домување и тоа во различни делови на градот, во населба Драчевик, во населба Усова Чешма и 2 градежни парцели имаме
во ново формираната населба на Прокарк. А исто така и 2 градежни парцели за индивидуални куќи во Оризари. 7 градежни парцели, доста атрактивни, можам да кажам, се за изградба на викенд куќи на Пониква, за кои очекуваме дека ќе има особен интерес, бидејќи во минатата објава интересот го покажа тоа дека кај многу граѓани од Република Македонија постои интерес за купување на градежни парцели за изградба на викенд куќи на Пониква. Исто така во оваа објава сакам да напоменам дека има 3 градежни парцели атрактивни за изградба на индустријски објекти кои се наоѓаат во така наречената лесна индустрија во Белски дол и една градежна парцела во Керамидница. Инаку во последните неколку години интересот за изградба на викенд куќички на Пониква повеќекратно е зголемен, а меѓу новите собственици се и познати лица од јавниот живот во државата. Интересен е и податокот дека на неколкуте последни лицитации како купувачи на парцели повеќе се јавуваат лица од Скопје, Куманово и Штип отколку од Кочани и Провиштип. Тоа значи дека овој спортско-рекреативен центар котира и со новите содржини добива на атрактивност и привлечност. Бројките велат дека во изминатите години вкупно се продадени над 110 градежни парцели за викендички, меѓу кои 3 за хотели и 2 за комерцијални објекти. Кога кон овие ќе се додадат и 30 на легализирани викендички, се доаѓа до вкупна бројка од околу 140 објекти подигнати во овој планински туристички центар. Штипската библиотека Гоце Делчев започнува плодна соработка со Славјанскиот универзитет за почеток збогатен книжевниот фонд со руска литература. Како резултат на продлабочување на веќе постоечките и создавање нови односи, денес Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип подпиша меморандум за соработка со Меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин, а веднаш по подпишувањето на меморандумот Славјанскиот универзитет донираше книги на Штипската библиотека. Огромна благодарност до ректорот на универзитетот и до неговиот тим затоа што покрај подпишувањето на меморандумот, покрај тоа што ни излегува во пресред за ваква убава соработка и официјализирање на истата, денес ни донира и одреден фонд на книги, станува збор за стручна литература, што навистина ќе им користи на нашите читатели, посебно на студентите кои што во последниот период интензивирано доаѓаат и ја посетуваат библиотеката, ги користат просториите на универзитетската читална. И верувам дека ова ќе биде само еден почеток на соработката што ја отпочнуваме со Меѓународниот Славјански универзитет. Ја користам приликата да од името на Меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романовиќ да на гледачите и на раководителите на ова универзитетска библиотека да се заблагодарам што прифатија да направиме контакт, во овој случај и службено да го одбележиме преку протокол. Со една искрена желба да соработуваме, да создаваме и да ја поврзуваме мислата, науката и образованието во една крајна завршна цел, а тоа е да произведеме знаење кое ќе биде функционално употребливо, а тоа преку универзитетот ни е овозможено, бидејќи ние имаме воспоставени контакти со Тамбовскиот универзитет и издаваме двоструки дипломи. Линкот кој всушност ги поврза овие две институции е Сдруженијето Цивитас. Пред се ми беше чест да вакви две големи институции ги спојам и да заеднички преку невладиниот сектор овие две националната установа и универзитетот бидат едно цело кога станува збор за граѓаните пред се на општина Штип, но и генерално за граѓаните на Република Македонија, бидејќи сметам дека невладиниот сектор токму ја заврши потребната работа или ова е една од битните работи кои што треба да ги работи невладиниот сектор покрај донациите, помошта, настаните од образовен, културен карактер. Инаку ова е една од многуте активности кои библиотеката ги планира во понатамошниот период за отпочнување нови соработки, како во јавниот и приватниот, така и во невладиниот сектор. Подготовки за богојавление водици во Делчево. Од црквата очекуваат околу 50 верници кои ќе учествуваат во фаќањето на Светиот крст во водите на река Брегалница.
Во водите на река Брегалница во Делчево и годинава се очекува да скокнат околу 50 верници за богојавление. Подготовките течат, изјавија од црквата Пресвета Богородица, а пријавувањето на верници кои ќе сакаат да бидат дел од овој свет чин ќе трае до самиот ден на големиот празник Богојавление Водици. Во сите води тогаш се осветува водата, и во реките, морињата, езерата, така следствено со тоа и нашата македонска Света православна црква Света Богородица, тој ден на реката Брегалница од мостот се извршува голем водосвет и се фрла крстот во реката. До сега си имаат јавено околу 20 на души, мислам дека секоја година се јавува по 50 души, навистини оваа година ќе бидем да се јават тие денове за фаќање на крстот. Осветувањето на водите на река Брегалница и фрлањето на Светиот крст е свет чин кој што го следат голем број на посетители, сместени на двата брега на Брегалница, па затоа од црквата апелираат верниците да ги почитуваат сите насоки за достоинствено одбележување на овој свет чин. За тој ден се пријавуваат повеќе учесници за фаќање на крстот од реката Брегалница, а со тоа и ние како свештеници им апелираме на нашите сограѓани кои се пријавуваат да знаат дека во водата не треба да слегуваат се додека крстот не се фрли. И годинава за срекниот фаќач на крстот ќе следуваат пригодни награди од црквата и од општината. Во поранешните години онај што ќе го извадеше крстот, одеше и по куќите низ градот, ги посетуваше православните христијани и влегуваше во самите домови, но сега веќе 2-3 години во Делчево не се оди по куќите, со тоа што после фаќањето на крстот се положува во црквата и кој сака може да го посети да посети црквата и да се поклони пред Светиот крст. Црквата им дава поклон на она што ќе го фати крстот. Тоа не се кој знае колкави поклони, но сепак се означува една скромност спрема оно што го фаќа крстот, а тој се знае оно што го фаќа крстот или тие што влеваат во водата, влеваат за здравје и за спасение од самиот Господ Исус Христос. Богојавленската литургија ќе започне рано наутро во црквата Пресвета Богородица во Делчево. Во 10 часот и 30 минути свештенослужителите и верниците со литија ќе се упатат кон мостот во централното градско подрачје, а самиот чин на фрлање на крстот ќе се изврши во 11 часот. Граѓаните имаат право да очекуваат политичарите да го исполнат тоа што го ветиле, порача премиерот Никола Груевски во вчерашното обраќање до јавноста. Изборите на 24 април додаде ќе го оттргнат облакот на неизвестност и ќе го заменат со нов и силен мандат. Следи обраќањето на Груевски во целост. Почитувани граѓани, драги пријатели, како што и самите знаете и чувствувате, нашата земја е предолго заглавена во политичката криза. Минатово лето, 4 најголеми политички партии, заедно со леснувачите од меѓународната заедница, склучија договор за да ја надминат кризата. Не можам да не истакнам колку е важно да се остават проблемите зад нас, за да може народот и државата да продолжат напред, да се отворат нови работни места, да се градат училишта, инфраструктура, патишта, болници, субвенции, зголемување на плати, на пензии, да продолжи силно растот на нашата економија. Сите партии потпишаа договор што треба да ја разреши и да ја заврши кризата. Ние направивме многу компромиси. Дури бевме и критикувани дека премногу сме биле компромисни и премногу сме попуштале. Ние тоа го правевме свесно и за доброто на државата. СДСМ доби 2 министри со ресор и 3 дополнителни заменици министри. Нашата обврска беше исполнета во целост. Се одбра специјален јавен обвинител со целосни услови за непречено да работи. Нашата обврска беше исполнета во целост. Беше одбран составот на Државната изборна комисија, каде опозицијата има своја доминација и секретар, и председател од своите редови. Нашата обврска
беше целосно исполнета. Изборниот закон беше променет согласно барањата на опозицијата, а со посредство на меѓународната заедница. Нашата обврска беше целосно исполнета. Изборите треба да се закажат за 24 април. Сега е време да се исполни оваа обврска. За жал, неодамнешните изјави од страна на СДСМ фрваат сенка врз овој дел од договорот. Ова е јасна замка за да се држи нашата земја во заложништво, да се држи во криза, конфликтност и да се оспори правото на народот. Правото на народот да ги одбира луѓето кои мисли дека треба да ја предвода државата. Јас сум против ова кочење и против ваквото држење во заложништво на нашата држава. Договорот исто така опфаќа и времено повлекување на премиерот на 100 дена пред изборите. Навршуваат 100 дена пред 24 април, денот за кој е договорено да се одржат избори и тоа е влезено во закон. Јас стојам и за тој дел од договорот. Сакам конечно да се остави сета неизвестност, да се остават сите проблеми, конфликтност зад нас. И сакам нашата држава да оди напред и да продолжи силно да се развива. Утре изутрина, до председателот на Собранието на Република Македонија, ќе го испрата моето писмо со оставка на функцијата председател на владата, која ќе биде ефективна на 100 дена пред официјалниот датум на избори. Што значи ова за нашата држава? Прво, оваа оставка ја покажува силата на нашето убедување и верба во демократијата. Најдобрата победа над оваа валкана кампања против Македонија, водена преку најразлични методи изминатава година, односно година и пол, се чисти избори, кои нема да дадат никаков изговор никому. Такви беа изборите со кои освоивме огромна победа, огромна ќе биде победата заедно со вас и на следните избори. Но овој пат одиме со вакви потези и чекор понатаму убедени дека ова што го правиме е за доброто на државата и на народот. Македонија мора да оди напред и ние заедно со народот ќе се избориме за тоа. Почитувани граѓани, мојата партија и јас лично се држиме до овој договор, затоа што стоиме до вас, се подпираме на вас, веруваме во вас. Ваше и единствено ваше е правото да одберете кој ќе ја води оваа држава. Вие, народот на Македонија, вие сте нашата главна потпора и јас ова го правам за вас, затоа што верувам во вас и во вашата одлука и проценка. Вие се знаете и на вас се ви е јасно. Никој не смее да ве поценува. Вие ќе го кажете вашето мислење на следните избори. Јасно и децидно и тоа ќе биде громогласно и убедливо. Второ, следните избори треба да означат еден нов почеток. Месеци на политичка криза и вознемирувачки случувања, шпионажи, безбедносни и економски предизвици ќе бидат за нас. Месеци на кавги, поделби, гнев, агонија, обиди за економски, политички, па и безбедносен колапс на Македонија. Но ние истрајавме заедно со вас и ќе победиме заедно со вас. Јас на следните избори нема да губам време да се враќаме на старите политички препукувања и сплетки на опозицијата. Јас имам големи планови и сериозни платформи за државната економија, раст и развој, за обстојување на патот за отворање на нови работни места и инвестиции во сите области. Ќе презентирам детална програма за да се постигнат очекувањата кои ги имате од нас. И може да сметате на мене дека ќе го исполнам ветеното, затоа што јас држам до дадениот збор.
Другите може да се вплеткуваат во политика на лична деструкција, во деструктивни и непродуктивни сценарии. Но мојата програма е за тебе, за твоето семејство, за твојата работа, твоите приходи и плати и за изградбата на нашата земја, како место во кое ќе може да се гледаат вашите надежи и соништа. И конечно, овој потек ја одбележува нашата заложба да се средуваат работите, да се обстојува на зборот. И вие имате право да го очекувате тоа од луѓето во политиката, посветено и верно да го исполнуваат тоа што го ветиле и што вие сте го побарале преку вашиот глас. Изборите на 24 април ќе го оттргнат облакот на неизвестност и ќе го заменат со нов и силен мандат, со нов ветар во грб, кога сета ова агонија, која ја создадоа, ќе биде зад нас. И ќе докажеме на сите дека Македонија е силна и отпорна и дека никој не смее да го потценува нашиот народ. Дека знае што сака и знае кого и зошто го поддржува. Тогаш владата ќе ја води оваа држава напред во изградба на нашата економија и подобрување на стандардите и условите. Мои почитувани граѓани, денес правам важен чекор заради мојата верба во вас. Со нетрпение ги чекам сите идни разговори со вас. Разговори на терен. Затоа што тоа е мојот план. Да бидам постојано со вас и да разговараме и да се договориме за заедничката иднина на нашата татковина. Ќе споделуваме идеи и планови, проекти, мерки, чекори и мислења како да се подобриме и што дополнително да направиме. Заеднички ќе обзнаниме една нова ера на визија, на акција и на резултати. Денес Македонија им докажува на сите дека верува во себе и знае што прави. И се бори за себе и својата подобра иднина и нема да дозволи никој да се игра со тоа. Јас верувам во вас и верувам во Македонија. Знам дека и вие верувате. Одиме напред. Заедно, рамо до рамо, секој ден до денот на изборите кога повторно ќе застанеме цврсто и со гордо крената глава ќе кажеме успеавме. Македонија успеа и ние сме дел од таа голема победа. Ви благодарам. Мнозинство австрици сакаат целосна забрана за прием на бегалци, се вели во резултати од анкета направена по нападите врз жена за време на новогодишната ноќ во Германија и во Австрија. Дури 76% австрици сметаат дека треба да се затворат границите за бегалци, укажува анкетата објавена од весникот Естерајх. 48% анкетирани сметаат дека треба веднаш да се забрани прием на бегалци, додека 28% се со став дека во државата може да влезат само уште 20.000 нови азиланти. Анкетата покажува дека 75% австрици сметаат дека државата е преоптоварена со бегалци и поради тоа 76% бараат горна граница за прифаќање подносители на молби за азил. Над најголемото бразилско пристаниште Сантос се надвисна облак од токсичен газ, предизвикан од експлозија во складиште на една хемиска фабрика. Градоначалникот на Сантос апелираше до неговите сограѓани да останат во своите домови и да не се изложуваат на дождот од токсичен облак, бидејќи тој содржи хемиски елемент кои би можеле да предизвикаат изгореници на кожата. Според представници на фабриката, експлозијата настанала кога контейнери со киселина и средства за дезинфекција дошле во допир со дожд, што предизвикало хемиска реакција. По експлозијата спроведена е евакуација на вработените во фабриката и на жителите на околните куќи. Имиграцијата во Израел на евреи од Западна Европа во 2015 година била на највисоко ниво.
Организацијата Еврејска агенција за Израел соопшти синоќа дека во минатата година во Израел се преселиле 9880 евреи од Западна Европа. Најголем дел од нив, 8000 се од Франција, каде живее третата по бројност во свет еврејска заедница и каде има зголемен број напади врз евреи. Оваа недела вооружено малолетно момче нападна учител во Марсеј, пошто еврејските институции во Франција побараа евреите во таа држава да не ги носат традиционалните капи за да бидат побезбедни. Проектот Спортот и семејните вредности на Агенцијата за млади и спорт денес се реализираше и во Штип, во спортскиот центар Јордан Мјалков, каде што најмалите се надпреваруваа во повеќе дисциплини и спортови. Замислата на проектот е во новите спортски објекти низ државата да им се даде простор на најмалите, заедно со нивните родители, да се дружат и да рекреираат со пристап до многу реквизити и надпреварувачка атмосфера. На настанот присуствуваше директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски и градоначалникот на Штип Илчо Захариев. На мое големо задоволство денеска сме во општина Штип во спортската сала Јордан Мјалков да го промовираме проектот Спортот и семејните вредности, чија што основна цел е преку спортот и дружбата да ги зајакнеме семејните врски и семејните вредности како еден принципелен столб на нашето македонско општество. Денеска нема да има победници и победени, овдека сите ќе бидат победници бидејќи од страна на Агенцијата за млади и спорт сите учесници ќе добијат символични награди во форма на спортска опрема. Истовремено она што сакам да го потенцираме дека преку реализација на вакви масовни проекти со кои што сакаме да ги стимулираме спортските, но и семејните вредности во општеството, во едно модерно општество каде што семејството, односно родителите немаат доволно време за своите деца, преку дружба и спорт да можеме да ги зајакнеме семејните врски и верувам дека на еден начин ќе придонесеме кон создавање на психофизички здрава нација која што ќе биде оттргната од пороците на модерното живење, но истовремено поголем дел од овие млади наши таленти, млади наши надежи ќе можат и професионално да почнат да се занимаваат со спорт. Ваквите манифестации кои што денеска општина Штип ги поддржува масовно. Затоа што од детска возраст се ствараат навики, се гради карактер и ако ние тука децата ги усмериме кон спортот и истовремено како локална самоуправа, ако им дадеме поддршка на проектите на владата, но и ние сами да направиме многу спортски објекти во секоја урбана заедница, во секој населено место, мислам дека сме постигнале една цел, да децата имаат и услови каде да спортуваат од најмали. Крајниот ефект ќе биде да бидеме спортска нација, да имаме здрави деца кои ќе се развиваат преку спортот и да имаме утре и успешни спортски клубови. На денешниот настан се надпреваруваат децата од сите основни училишта од Штип. Завршија надпреварите во машка конкуренција од турнирот Вардар еден живот, една љубов. Ракометниот клуб од Делчево го освои одличното 4-то место во конкуренција на 12 екипи. Екипата беше поразена од тимот на Преспа Вардар со резултат 15-13. Според информациите кои ги добивме, ова било многу неизвесен меч во кој сепак подобриот победил. Стручниот штаб и честите на екипата за залагањата на овој надпревар и е задоволна од успехот бидејќи ова беше убедливо најмладата екипа на зимскиот турнир Вардар еден живот, една љубов, со само еден играч роден 2002, а дури четворица 2004. Турнирот денес продолжува со надпреварите во женска конкуренција, при што екипата од Делчево го брани златото за ракометарки родени генерацијски 2000-2001 и 2002-2003, ракометарки кои минатата година го освоија третото место. Инаку денес ракометки играат и најмалите со вкупно 13 ракометарчиња, родени генерацијски 2006, 2007 и 2008, екипата од Делчево ќе се надпреварува во мини ракомет. По овие содржини ми преостанува уште да ви посакам пријатен остаток од вечерта со програмата на Канал Плюс телевизија. Во 23 часот заедно ќе го проследиме и третиот дневник. До тогаш пријатно.